сите што гледате. Благодарам Владимир што вечерва ќе бидеш на нашиот театар. Благодарам на Здравко, актерот, изборен актер. За жал, Филарета од здравствени причини не беше во можност да биде присутна, но е изволнерен актерка. Јас да се те благодарам што ме поканиште да го водам овој разговор. Благодарам на сите што одвоивте време да погледнете проекцијата и да останете на овој разговор. Заедно да подискутираме за некои, се надевам, интересни, релевантни, важни прашања кои се однесуваат и на формата, меѓутоа и на содржината на овој проект. Некои практични проблеми, продукцијски проблеми, меѓутоа и оно што е важно околу изразот, актерското искуство, драго нешто тука секако е авторката на проектот, како сценарист, режисер и продуцент, Иванка Апостолова и Здравко Стојмиров, актер, кој се разбира со неговата белешка Филарета Стасова, се уствари можеби моторите на дејството и претпоставувам дека овој тип на проекти во голема мера се базираат на актерската игра. Сега би сакал да ја прашам Иванка, како автор, да ни каже нешто повеќе за искуството, односно работата на ваков тип проекти и на формата како нешто што во голема мера се разбира има елементи на класичниот театар, меѓутоа делува некако во проширеното поле со искуството и можностите на филмот, односно нешто што речеме во театрот не е можно како соочување на публиката со една перспектива кон сцената, додека овдека филмската камера ни возможува да речеме класичната актерска игра да биде видена низ повеќе перспективи. Од секогаш сум го сакала театарот, од секогаш сум го сакала филмот. Меѓутоа е многу тешко да се влезе кај нас да се работи во театарските куќи. И препреки се решив да ги трансформирам во алтернатива, односно јавниот простор е многу богат во Македонија, не само во Скопје. Природното наследство, културното наследство, индустријското наследство се практично бесплатни локации каде што можете да создавате алтернативни уметнички форми. Така да решив со моите креативни соработници да почнеме да правиме кратки видеотеатарски проекти. Почнавме во 2019 година, додека ланската година имавме среќа да бидеме партнери на еден двогодишен проект кој што се нарекува Етерија, поддржан од Креативна Европа, кој што всушност ни овозможи со средствата што ги добивме малку на ниво на повисок буџет, помалку смешен буџет, да направиме и долгометражна варијанта на видеотеатарски проект. Користиме полупрофесионална камера Sony од 2006 година. Користиме атмосферски звук, значи изложени сме на ризик, изложени сме и на коинцидентно адекватни звуци. Веројатно слушнавте звук на оџата, пењето на оџата, птици, така натаму, кои што многу символично и интересно се поклопија барем во некои ваква сцени и камери. И го користиме сонцето како светлосен ефект. Значи внимаваме во кој дел од денот снимаме, во која сезона, обично тоа е пролет, лето, рана есен, кога денот е подолг и кога сонцето нуди многу светлосни можности. Тоа се некои, како би се рекло, екстремно нискобуџетни параметри околу кои што се уште циркулираме. И сакаме од тој, како се вика, скромен минимум да извлечеме некаков естетски, етички, наративен максимум. А тоа го овозможува абстрактното раскажување, експерименталното раскажување, независно колку сме на моменти ретро, старомодни или пак, како се вика, непретенциозно современи
односно еклектични, како што е и денешното време. Благодарам на одговорот. Добро, мислам дека до некаде овој пристап возложува специфичен квалитет. Тоа што се работи за висока продукција, предпоставувам дека нуди можности во однос на авторски интервенции во драматургијата. И во случајот видовме дека и околу позиционирањето на камерата, на одредувањето на кадрите, вешто во некои ситуации се донесени одлуки, како да биде поставено обраќањето на актерот, дури оној амбиентален дел, речеме, ми беше многу интересно на неколку места решена, дури и гласот на актерот во зидот, да речем, или појавување во некоја чудна перспектива, каде што не мора да видите целото тело, тука гледате само главата, што се мислам дека супер решение за да одговори на она што е зададено како некаква драматуршка рамка или во одреден момент, некаков фокус на одреден текст, на одреден игра. Владимир, јас заборавив да кажам дека во контекст на овој проект, бидејќи Етерија како чадор проект, беше фокусирана на социјален театар, на прашањето за конфликт, на мотивот на непознат војник, значи елемент од Првата светска војна. И користејќи, како се вика, сродни културни референции од културното наследство, сродни помеѓу нас, македонците, во партнерство со Италија, со италијанска организација Романска и Грчка. Од тука ние се фокусиравме, следејќи го тој контекст, на богатото војно наследство архитектурно, со кое што за жал Македонија изобилува, посебно од Првата светска војна, тоа се војните гробници. Така да, според тоа, можеме да видиме дека сме биле неверојатно мултикултурна, фаталистичка мултикултурна кобна ваква зона во одреден временски период во минатото. Така да ние направивме едно документирање, видеофотографско документирање на клучните гробници, српски, бугарски, германски, британски, ирски, грчки, лоцирани во Скопје, Прилеп, Битола, битолските села, Валантово, Прилеп, со цел и да го препознаеме правото место, правата локација за снимање. И се одлучивме за германските војни гробишта во Битола, бидејќи се на височинка, бидејќи во својата основа имаат круг и квадрат, практично се, како би се рекло, една средно голема некропола и сцена за перформанси, танци и драмски театар. Така да тука снимавме и во контекст на визуалната драматургија, практично го раскажувавме и визуелно, и контекстуално, и актерски, тој некаков војник во агонија, кој што всушност го представуваат на свој драматичен начин Филарета и Здравко во женската и во машката верзија. Некои точки приметите дека се акустични, некои се помалку акустични, некои се подложни и се подложни на ризикот на несоодветна атмосферска бука. Некои едноставно, знаете, природата и нашата креативност и тој некој метафизички момент одлично се поврза. И за мене беше многу битно соработката со актерите, бидејќи секогаш кога работам со актери си земам време да се бавам со нивниот физички, метафизички, енергетски простор, со цел да го разберам нивниот психофизички, интелектуален, емотивен начин на разбирање на ликовите и оживување на истите. За тоа би можела подоцна да запорувам да не го Благодарам, отличен момент да вклучиме Здравко, да го сподели неговото искуство на работата на овој проект и посебно, ако може да направи споредба што значи да се игра на сцена театарска, какво е доживувањето на актерот во таква ситуација и во овој многу поширок простор кој е реалистичен природен амбиент и
архитектура која е конкретна, има своја историја, не е наменски создадена, туку играте во неа онаква како што е. Добра, не треба фала, мислам се слушам, јас имам глав на повеќе. Мене ме беше прв пат да работам на ваков проект, видеотеатарски проект, инаку работам на се друго. Па и на најразлични, алтернативни, експериментални, секакви театарски елементи, моменти, какви што може ли да замислите. Работата на овој проект не ми беше нешто, да речем, екстремно непозната, затоа што тие се пак елементи со кои што се служиме. Сега, зависно од задачата, некогаш играш еден лик, некогаш играш друг лик, некогаш играш само малиот прст на ликот, некогаш играш големиот прст на ликот, некогаш играш само духот на ликот, а некогаш го играш целиот лик на делове. Овде беше еден општ лик, во смисла не играш еден човек, не играш 1000 луѓе, играш многу повеќе луѓе. Тоа се како некој остатоци од тие луѓе што заминале од овој свет на некој немил начин, кои што ги земаме на некој начин назад од етерот и преку една обична камера се обидуваме да ги концентрираме и низ призмата на режисерот да ви ги поделиме вас. Здравко, јас, например, се сложуваш дека ви давам доволно простор да посебно зависи тоа и од типот на актерите. На некој му треба само мална насока, на некој по конкретно водство, не? Да речеме, јас навистина уживам во твојата несепичност, твојата актерска раскош, бидејќи на една од 100 задачи контекстуални ти нудиш најмалку 5-6 варијанти и човек не знае да се одлучи која е најдобра. За среќа ги чувам сите видеоархивски материјали кои што би можела понатаму, како се вика, да ги искористиме за нешто друго, истражувачко. За разлика од Здравко, за разлика од Филарета, да речеме, е многу интензивна, незиниот простор е многу постеснат, по-сублимиран, по-редуциран, но интензивен. И како што видовте и на фотографии, и на видео, неверојатно експресивна актерка и екстремна фотогенична. Според мене, може би една од најфотогеничните актерки во македонското актерско мије. Така да, навистина уживав со актерите. Значи, независно од задачата, секогаш успевам да ги анализирам како техника, како метод, како енергија, затоа што се клучни за ваков тип на видеотеатарски експерименти. Тоа ми беше, може би, едната дополна за прашањето околу искуството на Здравко. Дури во оваа ситуација, кога имаш прилика да го гледаш, речеме, твојот настап, твојата изведба, дали, знаејќи дека играш пред камера, може би има некаква суптилна разлика помеѓу она што, не знам, твојот фокус на сцена, кога знаеш дека публиката е во една точка и дека таа дистанца помеѓу публиката и тебе е пофиксна, како да кажам. А колку сега, кога имаш различни ситуации во кои ти влегуваш во кадрот? За разлика од театрот, кога е нешто снимане, дали видео, синема, или како и да е, неважно. Театрот е еден кадар, широк кадар, сат и пол. Во видеоверзиите може, зависно од кадарот, ако е широк кадар, тогаш сего нешто го опаѓа кадарот е твоја сцена, само што публиката е сублимирана во едно око, не се пламја од своја очи, туку само еден титул. Кога се разбира, оквирот на камерата го определува пространството за игра. И зависно од пространството и задачата, ние мораме се тоа да го вземаме на некој начин во прекуп и да видиме како најдобро би можело да се изразиме. Ако овде е нашиот центар на внимание, тогаш сета наша сила и сите наши гестикулации, движење и звуци ги концентрираме на тој простор. Доколку било отворено пред публика,
публиката още може да избираме, не може да биде конците заедно, може да биде планиране, двајца, тројца. Јас би рекла нешто, уште една додадена предност поседуваш ти како актер, твојата имагинација. Нешто што станува рестрикција, проблем во современите овакво изведувачки, визуелно ликовни уметности. Според некои фестивали меѓународни на кои што сум била, конференции, работилници на кои што се дискутира проблемот меѓу младите луѓе кои што запишуваат уметнички школи, дефицит на имагинација, бидејќи премногу се преоптеретени со проблемите во светот, сега малку забегувам како се каде овој контекст, премногу се преоптеретени со прашања и одговори, со теоретизирање и забораваат на развојот на собствената имагинација која што е препотребна во слободно уметничко креативно создавање. Но Здравко ја поседува, така да тоа е онака баш уживање да соработувате со него, бидејќи нуди бесконечно многу варијанти. Така да може и дури да ве збуди. Себе дека е наша задача да понудиме повеќе варијанти. Јас, пример, не бев толку слободен да можам да се изразувам на начин за јас да би ја водел приказната на некој начин. Во театарот сепак се постои некој вид хиерархија. И за да можеш сите параметри да ги задоволиш, сигурно не можеш со еден опит. Разбира, треба неколку опити, повеќе опити, па тоа може да се комбинираат неколку опити во нешто друго или да се трансформираат, зависно од она што ние сакаме да го постигнеме како актери, што ќе го понудиме, па потоа режисерот што ќе разбере од тоа, бидејќи јас можам да размислувам на сосема различна тема додека правам нешто, а тоа тотално да се одветствува или да не се одветствува на она што режисерот го побара со истата задача. Така што колку и да нема да речем некоја слобода за водењето на тоа како оди приказната, јас сепак можам да ја замислам приказната како едно цело. Еден тој цел свет кој што не постои да го замислам, да го вратам назад и сите тие изблици кои што на некој начин остануваат од сеќавањето од луѓето, од роднини или случајни минувачи кои што само прочитале некој епитаф на поминување, биле на екскурзија на некој гробиште, да ги донесеме тука. И имаше се разбира многу за избора. Ако загинале преку 10 или 20 или 30 милиони луѓе, значи за секој еден момент од нивниот живот во тој немил период има премногу моменти за избор. Така што многу е тешко човек да се одлучи, без разлика колку се. Затоа мора ние да понудиме да има повеќе, за да има повеќе за избор, за на некој начин тоа да стане поблиско. Бидејќи поминуваат по гробиште, француски гробиште, да, француски има знаменци, добро, овие германски гробиште, германски. Некои луѓе дори не знаат ни историја, ни кога што се случило, ни зашто. И мислам дека е многу важно некои работи што ги забораваме, пак да ги вратиме за да можеме да ја поседуваме нашата, да речем, историја, а не само нешто кое што се случило некогаш, што сега тоа е важно да одиме напред, технологија, живот, по-добро. Супер, фала ти. Некој контекст на ова може да се надоврзнеме. Дали може би во овој случај ти помогна тоа што се работи за општо, за да е абстракција? Не. Некогаш е полесно кога имаш нешто конкретно. Мислам, нема тешка задача. Единствено има само работа и работа и работа. Затоа што ако ти е тешка задача, тогаш значи нема да ја извршуваш, ако нема да ја извршуваш, значи не е потребна, ако не е потребна, зашто тоа воопшто е правилно, ако зашто воопшто е правилно, значи никој не може да направи. Значи, си имавме ние добра комуникација, немаше недоразбирање во прашање на премногу фрагментиран пристап во создавањето на видео театарско. Сега е интересен момент да се размислува и околу темата. Само се работи за нешто што е многу голем потенцијал да се чита на еден или друг начин. Здравко спомна дека еден огромен дел од луѓето веројатно не ни знаат кога се случиле тие војни, кои биле спротивставени страни, колкави се загубите беше Првата и Втората светска војна, која е големата војна.
и нормално, актуелниот момент и сегашната ситуација која е исто на многу места во светот се случуваат многу сериозни конфликти, од кои некои буквално се скоро идентични на Првата светска војна, не толку на Втората, но на Првата, баш долги робовски битки со слични ситуации, после повеќе од 100 години. Уште така искуство. Да, знаеш и не ги заборава. Иако овдека се разбира самиот текст и не само визуалната драматургија, значи локацијата се однесуваат на еден многу конкретен историски момент, односно потекнува од тој момент, секако дозволува да се чита и во современиот контекст. Како да речеме, ти како автор во моментов го гледаш тој потенцијал за различно читање на овој проект? Значи се фокусиравме на некои класични, агонични состојби кои што се типични за војување во Првата и во Втората светска војна, без користење на реквизити, без користење на војни овакво експлицитни символи, кои што не можевме тоа да си го дозволиме, во комбинација со вербализирање на тие состојби и во комбинација со селекција на многу поетски епитафи кои што ги позајмивме од војните британски гробишта во Скопје. За разлика од другите гробишта имате само име и презиме или непознат војник. Единствено епитафи постојат на британските во Скопје и се многу поетични, значи едно или две лица наменски биле очигледно ангажирани да ги осмислат, да ги, како се вика, да ги спочитуваат тие мртви лица. Следната работа беше гениалната поетска книга на Светлана Христова, Калесница, од 1970 година, кога таа не е ни Јоцич, не е ни Андреевска, тука е само Светлана Христова, и тоа е една гениална книга, е архаистко-феминистичка, во која што она зборува за љубовта во еден еколошки, интакто, незагаден природен простор, во кој што толку прецизно ја доловува, а поетски битката, тензијата помеѓу маж и жена во емотивен, интимен, интерактивен, телесен, вербален или невербален однос, што препознат дека е феноменално да се спои со таа тензија, антагонизам воен во контекст на поделба на таа огледална нарација во вид на женска и машка верзија. Така да се надевам дека приближно одговорив на очекувањата, апропо прашањето, зошто, односно компилирање, колажирање. Затоа не би рекла дека сум автор, тоа е баш класичен адаптацијски пристап на сценарио, кога колажирате и едноставно автентични сте само во моментот како ги спојувате деловите кои што се позајмени од Каков спор околу тоа, дури ни околу изборот на специфичната форма. Ја би избегнал дури да наречам експериментална или тоа едноставно избрана форма која од различни причини авторите се одлучуваат. Некогаш е специфичната естетика на таа комбинација помеѓу можностите на театарот и филмот едноставно одговараат на темата или на текстот или на може би клучните моменти во драматургијата кои на авторот му се најважни. Владимир, сакам да кажам нешто. Значи, прошетката, скални локейшн процесот беше толку возбудлив. Вие немате појма какви сензации сме доживеале со Ники и со Весна. Ништо не споделивме со актерите, ништо, едноставно ги фрламе потоа на терен, на локација на снимање, за да го искористим и тој феномен на додадена вредност. Како делува просторот на нив локацијата. Значи, какви свесно, несвесни, контролирано, неконтролирани леери се развиваат, се отвараат во процесот на градење на терен, на ликот, на приказката на акцијата. Сметам дека е тоа доста битно да се напомене. Меѓутоа, јас препорачувам со колегиве во административниот совет да официализираме една тура
посета на македонските војни гробишта. Тоа е просто гениално. А меѓу другото можете одма да ги препознаете менталитет на држава како и колку и дали воопшто се грижи за како се вика за војната дипломација, односно странско културното наследство во нивната земја. Најмалку се грижат србите, највеќе се грижат французите, на второ место се германците, во Битола крена рад се препуштија градот да се грижи. Бугарите во соработка со црквите солидно се чуваат оваква гробиштата и полу запуштени, а преубави се ирските, некои келтски елементи овако изевоцирани во таа гробна архитектура. Просто тоа е неверојатно. И грчките, прилично добро овако сочувани. Така да... Ама предпоставам дека може да се каже дека ова е Тотенбург, може би најфасцинантниот. Да. Феноменално. Неоготски. Одлично. Со неколку елементи, буквално, јас не го имам посетено во живо. Да. Меѓутоа сум гледал доста фотографии од тој простор. Посебно на таваница е фантастична, мислам, тој дизајн. Предпоставам дека една од одлуките зашто тој простор, ако не реферирате на германските војници, на британските војници, и го релативизиравме припаѓањето кој на кого го припаѓа, кој бил пријател, едноставно го абстрахиравме. Абстрахирањето е една од работите што можам да кажам дека ми се допадна, тоа што правите општи ликови и користите елементи од целата таа историја без да ги конкретизирате. Ова што го кажавте за епитафите не бев сигурен дали воопшто има на германските, ама користењето на британските во оваа ситуација сосема оправдано, нели таа условно недоследност историска е оправдана во случајот. Самиот простор би повлекол дека ние сега се грижиме само за германските граѓани. Многу ни е жал за германците. Може би нас најмалку ни е жал за германците. Имаме се уште време. Може би време да вклучиме публиката, но ми е драго што гледам многу колеги, уметници, истражувачи, кои што се занимаваат со танц. Би сакал да ве повикам ако доколку имате прашања, се вклучите во разговорот, пошто претпоставам дека со нешто ве предизвикавме. Само на петак ќе треба да. Не треба, ќе кажам гласно од аспект на неколеги, на гледачи, визуелно доста ми имаше работи што ме подсетуваа на видеоарт, но целава дискусија не гледам дека била некоја релевантна референца повреца. Дали тоа само мене ми се чини или има делови, има намерно, случајно е погодено, не знам, по некој кадрирање, монтажа, тоа... Петар, јас ќе ти кажам, например, пред да работам на видеотеатарски проект, а во овој случај, третиот човек го гледав од Карл Рид, значи го студирав и на крај може би нема врска тоа што произлезе, не? На крај со The Third Man. Спонтано, јас мислам дека некои парчиња многу наликуваат на видеоарт, апсолутно си во право заради low-tech алатките, не? Има многу суптилен колорна корекција, има суптилна, како се вика, суптилно бришење, односно филтрирање на звукот, но тоа програмот минимално ви го возможува, затоа што и тоа е полупрофесионален програм за монтажа на звук и на слика. Така да, спонтано, во комбинација со осмислени кадри. Да речеме, некои работи јас однапред ги имав вакво зацртано во главата, но некој секогаш си останал и простор за онаа стара добра импровизација. И на крај материјалот го анализирате дали е корисен или не е корисен. Некогаш имате премногу добри работи кои што, како што велат нели многу колеги, едноставно е неблагодарно да ги ставите во композиција, да искористите се. Мора некои работи да отпаднат. Се соочуваме сите со тој момент. Супер што во контекст на инспирациите, влијанијата, многу често пробуваме да
правиме некакви генеалогии, кој медиум влијае на која уметничка дисциплина. Не знам, од каде тргнуваме, меѓу нели односот на театарот и современиот перформанс, да речеме, како и филмот и видео уметноста, кои се разбира се разликуваат во неколку клучни работи, меѓутоа нели тој опит некогаш толку не апсолутно не. Него за да малце свесно несвесно ни инспирира, да ги забравиме и се препуштиш најмено во процесот на создавање. Така на крај пак навикуваш на некој, али не е ни битно затоа што си среќен додека создаваш. Радосен си, нели тоа вреди се. Се надевам вклучувањето на нашите драги Јани и Христина дека може би во оваа насока ќе ја биде. Дали микрофон? Сте слушали? Или ми треба? Не те слушаме, не знам за колегите позади. Ето ја слушаме. Прво сакам да кажам дека се знаеме со Ванка. Да, ние се знаеме уште од средно училиште со Иванка и што е многу прекрасно искуство да имаш така стар, добар пријател, пример за креативност и истражување, бидејќи ако нешто ми е сега јасно за Иванка, за твојата уметност, е конкретно тоа одговорот што му го даде на Петар, дека важно е тоа задоволство, бидејќи ти изобилуваш со знаење, изобилуваш со една широка палета на интереси. Кај тебе секогаш тоа беше примерно. Се што ти интересира да го поканиш во твојот збир на инспирации. И секогаш ми имав тоа чувство дека ти го имаш најдоброто друштво на референци, на идеи, на таа присутност на многу гласови, а ти како еден извонреден драматург го наоѓаш тој пат од тие меѓу точки. Не се ни толку прецизно дефинирани, но ти знаеш како да се движиш и ги наоѓаш и луѓето и приказните и така натаму, и нешто што апсолутно фасцинира во ова време и место во кое што сме, дека во филмот и воопшто во оваа серија проекти, бидејќи имам видено и претходни, ти ми имаш пратено претходни материјали, значи таа ургентност, дека воопшто, да, кога станува збор за имагинација, честитки, by the way, мислам, одлична изведба, значи стварно не треба ништо ако е идејата јасна и ако намерата е исто прецизна, и тоа е толку евидентно и толку е прекрасно да се на некој начин, мислам, го гледам и како една критика на тоа како се продуцира и како се создава и во современата уметност, и во театарот, и во филмот. Ова е нешто што се движи измеѓу и мислам секаде може да припаѓа. Зависно како ќе биде представено, со која намера, како инсталирано, јас ова го видов исто во еден момент и на Христина и коментирав дека го видов како еден фантастичен диптих, една конкретна пинак инсталација замислив, бидејќи имаше и малце, за мене барем беше малку, знаев што да очекувам, бидејќи беше машкиот принцип, женскиот, знаев дека ќе се повтори и веќе некако тоа ми да, тоа ќе се случи. Мислам дека може да биде многу интересно да се истражува како поинаку да се представи како визуелен материјал во простори и конкретно поблиску до можеби современата уметност, мислам дека природно припаѓа таму. Но не знам што ми беше поентата, просто мислам, задоволството е и мое лично и сигурно наше на сите, али сум презреќен за тебе, бидејќи сето тоа што сите овие години го работиш, го истражуваш, мислам, доваѓа толку еден јасен израз, да стварно плени и само ти посакувам, не знам, се повеќе бидејќи исто е фантастично колку си ти добронамерна и исто отворена и, како да кажам,
вклучуваш луѓе кои никој не би ги, може би, поставил на тоа место во такви проекти. Мислам, ти точно знаеш како да одбереш. Тоа исто еден драматуршки, сигурно, квалитет твој во однос на соработниците, на таа култура на соработништво што имаш. Сакав само да прашам во однос на изборот на актерите. Тој некој подготвителен период, како се одвива обично и дали се знаевте од порано, ти ги знаеш квалитетите на сите овие луѓе или постои некоја аудиција, сигурно не постои. И не знам дали воопшто и добро и интересно прашање, али ме интересираше како се наоѓате. Јас сакам аудиции, меѓутоа во случајов Здравко го имам гледано во две театарски представи и ме воодушеви. Значи, ретко кој македонски актер денеска ме воодушевива. Му го обожавам гласот, тоа е вака ентитет, карактер за себе. И беше дел од етерија на работилницата на Фабио Толеди, кој што гостуваше во Скопје 23-та година. И таму, во процесот на вежби, јас си ги посматрав сите актери и актерки кои што учествува и тука веќе си правев потенцијална селекција. И викам, кој ќе глуми во машката верзија кој ќе глуми, викам Здравко, онака, интуитивно. И се преиспитав да не пребрза интуитивната одлука. Не, и нема потреба од аудиција, едноставно го прашав дали е слободен, дали би се нафати, дали го има смисла, нема љутиш ако му нема. Тој се нафати и така почнавме да се работуваме. А Филарета исто така, самата ми приде во 2022 година и ја поканивме да учествува на работилниците, на тренинзите со Фабио, така да таа пак помина низ процес на аудиција да учествува во резиденциите на етерија, 3 резиденции меѓународни и јас ја поканив да глуми во нашиот проект. И кога видовме што се случува со фотографските и видеоматеријалите, колку е фотогенична, колку е експресивна, колку е интензивна, онака бев многу среќна. А кога работевме со Здравко, тоа го имам почувствувани со неколку словенечки актери во соработка во минатото во мојот словенечки живот. Онака добивате желба да му е допрете аурата, енергетскиот обрач, пошто е несврно добро во процесот. Неверојатно, онака да сакате да му влезете, тоа е опасна зона. Фантастично. Така да во случајот со нив двајцата многу повеќе интуитивно и во веќе, како се вика, етапи на работилници, резиденции во процес, каде што си посматрам и си одлучувам дека се тоа правите луѓе. А сакам аудиции, значи. Мислам дека е најздрава работа аудиција. Здравко, ако сака да искоментира. Дел од комплиментите. Работевме преку видеочат. И кога дојде момент за снимање, јас се најдов малку како водена. И на чат, додека, пример, да речеме, си во некое дејство, си се гледаш тука на екранчето. Знаеш до кај си тука, нема да ти излези главата од кадарот, и си се наместиш во каде треба, а овде те снима некој друг. Никако не може да се наместиш, ти бърнинава, тој нава. Препуштени сте сами на себе за време. Да. Беше доста забавно. Јас секогаш се забавувам кога работам. Во смисла си ја сакам работата така што немам никаков проблем да падам било што. Се што е во смисла нема нешто што не е во оваа професија, што не може да влезе што е во животот. Се во животот може да влезе. Така што нема никаков проблем. Единствено малку само инспирација. За инспирација не треба ништо друго, освен добро расположение. За добро расположение треба да се сака тоа што се прави. Иако ти е слабост театар, те сака камера. Многу си фотогеничен. Може некој ден ќе ме фати. Сега имаме нови генерации на многу талентирани и успешни меѓународни режисери. Мислам, сега треба онака само да не ја тупи агенција за филм, извинете што вака се изразувам. Добро, кај нас филмот е секако инцидент, така што никој не... Многу актери има што одлични пред камера и така натаму. Сега
кај нас се оди многу бавно. Со воздух, додека да стигнеш од Титово во Скопје, уште по-долго. Няма да знаеш зошто некој актер ги ангажираш во филм или на видео. Треба да Јас само се знаеш. нашла дека Зошто? ќе биде препознаено тоа што го работите заедно преку IT продукција, бидејќи наистина мислам знаејќи ќе повторно се навраќам на тебе, знаејќи се грижиш и сакаш да прогресираат малку да работите на повеќе нива. Мислам дека не само зборуваш, но и делуваш со својата работа и организацијски и креативно. Јас само на тоа се надевам дека ќе се создаде ќе се отвори тој диалог и ќе се создаде нов поздрав критичен дискурс со тоа што се снима, како се поддржуваат различни проекти, на различни нивоа на продукција и така натаму, и дека и овие, ова што вие го правите на пролетаријатски на некој начин, ќе и се разбира поддржано од европски, ќе се поддржи и од домашни извори, ќе се види како вредност. Малку е тешко. Во нашата држава не ги разбираат тие работи. За уметност треба да се плаќа. Самата уметност не може да плаќа за себе. Некој мора да плаќа. Ако не се државата, треба некој друг. Но сега ќе видим. Јас сакав да прашам во однос на движењата, како работевте на тој дел на физичкиот момент со текстот или воопшто локацијата, дали движењата беа на самите актери, дали имаше насоки ванка, чисто така повеќе. Сега да кажам, бидејќи доаѓам и јас од ликовно визуелните сфери, собирам исто многу визуелен материјал, многу цртежи, многу фотографии, кои што ги споделувам во насока на мисен сцени, во насока на движење со актерите и секогаш давам простор нивните способности, нели, додадената вредност, до слоеви на интерпретирање, така да си дојде до израз. Значи да го збогатат. Не сум седична, не сум, како се вика, стрикна, не сум диктатор, во смисла, само моето, не, бидејќи тие се доста интелигентни актерите и ги почитуваат насоките и си својата слобода ја атачираат на таа прекорисна насока, очигледно и за нив, за да биде успешна соработката. За жал немавме кореограф. Јас би сакала да имаме, да имаме во следниот проект и кореограф. Ама мене ми е токму тоа интересно што вие сте ги истражувале движењата без насоки на некој кој што е професионалец во тоа поле и можда интересен исходот, резултат. Не мислиш еден момент, јас се разговараме со Иванка и ја прашав дали сака некој конкретен начин на поздравување. Американска војска се поздравува поинаку, британска војска се поздравува поинаку, германска војска се поздравува поинаку, сите се поздравуваат на некој свој особен начин. Но точно заради таа симбиоза на сите овие гробишта решивме да нема некој конкретно поздравување или да се повторат неколку од нив, но меѓу нив да има и некои што не постојат исто така. И уште едно прашање, Филарета не е тука, меѓутоа може да ми дадете една представа за тоа што интересен ми беше концептот на репетиција во однос на движењата, зборувам сега, не во однос на машкото и женското тело, туку како бидејќи ниедно тело не го прави истото движење, може да се зададе движењето, меѓутоа одговорот е многу индивидуален, автентичен. Тоа многу ми се допадна, интересира како за тој процес дебатиравте, како му пригравте на тој моментум на репетиција и движењата изведени од страна на двајцата актери. Па, едноставно од почеток одлуката беше да биде тоа огледална. Значи, женска и машка верзија на делумно идентични движења. Имаше моменти каде што Филарета беше поканета да си поземи решение од Здравко и да го интерпретира, или обратно, не? За да видиме како тоа делува и дали воопшто функционира и е
на крај испаѓа корисна сцена или корисен кадар за натамошната монтажа. Така да бевме доста демократски по тоа прашање, да можат и актерите меѓу себе овакво да се позајмуваат. Да, тоа е малку чуден момент. Точно пред да треба да правиш нешто за прв пат, погледаш пред 5 минути и секако дека имаш некакво влијание. Најчесто е она што природно го добиваш како инстинкт да биде различно. Добро, и третото во однос на локацијата, значи, нели, споменикот и архитектурата. Како вие, како актери, дали Иванка ви даваше насоки, или како што разбрав, нели, пристапот е демократичен, одлуките се... Насоки, да, за каде ќе се позиционираме јас, исполнување на, како се вика, просторот на аголот на снимање, постои генерална насока, меѓутоа и слобода за, како што велиме, нели, за повеќе своја интерпретација. Дали одговара? Некои моменти заедно просторот не е толку нешто многу различен, е еден круг со една квадратна, да речем, како празна аула и неколку мали борчки, грнушки. За некои работи просторот може да одговара овде подобро или онде подобро, но само тоа е толку во смисла некатегоричен што не е ни толку важно каде точно во просторот ќе биде. Исто така важно е да се документира целиот простор, затоа што секој посебен дел, секој една позидот, еден камен, да речем, и секој камен е репрезентација на секој еден човек за кого е поставен тој споменик. Бидејќи тие не се овде е закопан ова, овде е закопан ова, тоа е групни гробници. Сакам да те надополнам, Здравко, што би рекла Весна, просторот, локацијата е многу фотогенична. Значи, многу е богата. Значи, ако имате осет и однос кон детали, неверојатни композиции може да се препознат и да се искористат. Значи, тоа е одличен предизвик за визуелна драматургија. Така да, мислам дека скоро максимално го искористивме. И внатре и од надвор. Имаше неколку сцени снимени од надвор, што се случува околу, како изгледа тој цид, имитација на киклопски цид, како изгледа и од надвор. И најдовме многу интересни моменти на растенија кои што не пробиваат камери и така натаму. И ред други детали кои што ги забележавте по тоа, игра со камера, игра со ракурси, класична филмска граматика, постмодерна филмска граматика, од секој нешто. Нормално го контекстуализирано сето тоа. Јас би рекол дека тоа е еден од можеби сериозните квалитети на играта со богатата игра со кадри различни и дава на архитектурата многу повеќе отколку што она е доста еднолична, меѓутоа вака добивме печатот дека преку сите тие специфични кадри и различни ракурси ја збогативте некако идејата и можеби дури на ниво на читање. Мене беше тоа интересно дека тој опит за унифицирање или изедначување во смртта и некако го враќате на едно индивидуално ниво со секој изговорен збор на различен начин, до различна на различна локација со одреден дел од тој зид. Мислам дека беше доста ефективно. Значи се беше наративно и пигментација и мов и пајажина и графити случајни од деца кои што се собираат пиво да пијат и да се бавнуваат. Така да се беше прекорисен материјал за раскажување. Визуелно и композицијско. Едно прашање. Јас пред да прашам нешто во врска со филмот, би сакала да се благодарам на другарка ми Весна, ваша пријателка, за поканата. Мислам дека ќе беше постиромашна да не го гледа филмот и жалам што повеќе не е полна, мислам преполна би требало да биде салата. Мислам дека изгубија многу тие што не дошле. Ви благодарам и вам за филмот, прекрасен е
но не знам дали понатака ќе се дава или ова е, не знам. Можам да најавам, Центарот за современи уметности ни го селектира проектот мини видео театарски шоукейс во октомври месец. Така да во месец август, септември ние веќе ќе почнеме со промоција, бидејќи до тогаш ќе се дефинираат датумите и мислам дека ќе биде одлична прилика там англиската верзија, значи на Крик Ацен Селак, вклучувајќи ги кратките видеотеатри The PCR Song и Destination Скопје Габрово. Така да тоа е добра прилика за оние кои што видовте некаква смисла во ваков начин на изразување. Да можам и јас да поканам некога. Секако фала ви многу за овие убави зборови и внимание. Би посакувам, не знам дали ова е ваш прв филм или веќе претходно имате снимена. Прв долгометражен видеотеатарски проект. Посакувам и многу други филмови да снимате. Се надевам и верувам дека ќе бидат исто вака добри како овој. Интересен е. Весна претходно нешто ми кажа во 2-3 реченици како што, ама ова е сепак многу подобро од незиното објаснување на почетокот на филмот. И сакам, барем ја не разбрав, не знам, може би толку разбирам, бројките што значи во филмот. Знаете, бројките на британските гробишта имаат и бројки. Значи шифри, број. Мислам и американските така има. Така да американски немаме гробишта. Што сум гледала Да. на филмови или Значи документарци. тоа веројатно тоа е некој англосаксонски модел и шифрите ги имате, односно броевите на гробовите само на англиските гробишта. Ги нема на другите оваква воени странски гробишта. Така да ние позајмивме неколку броеви и ги употребивме. Да, прекрасно беше, само што јас не разбрав и морам да кажам. Тоа се броевите кои што Број на на плочки плочки ги ставува, да. На плочките на војниците. Да. Немаше броеви на оние гробишта кои што се на непознат војник, никој не знае кој е. Така да име на британски гробишта се некои 5-6 гробови на непознат војник, без шифра. Многу ви благодарам и за објаснувањето, за филмот и ви посакувам и понатака успех. Фала ви многу, благодарам. Некој прашање и повика да, ако сакате, вие како автори, некоја завршно обраќање, па можеме да продолжиме подоцна со разговорот. Здравко, дали имаш некаква за некакво, не знам, неки завршен скок, резюме? Многу ви благодариме што дојдовте вечерва и што дозволивте заедно да го споделиме овој видеотеатарски проект. Се надевам дека добро се чувствувате. Вашите пријатели кои се за жал на летување не успеа да го погледнат, но уште еднаш благодариме за вашето присуство. Еве најавивме на есен, дека ќе можат да видат останатите. Владимир, јас многу ти благодарам за моделирањето, што се нафати, за вниманието, за убавите прашања. Здравко ти благодарам за се од срце. Ви благодарам на сите што дојдовте, што ми ја направивте честа, што ми ја направивте честа. Тука се Михајло и Весна, кои што се некорумпирани креативници. Се заблагодарувам на Владо, одличен техничар. Благодарам Хикс. Pohvala i izgleda točno ova mjesto. Salon 19-19 istorijsko mjesto koje treba da se koristi super rešiteljna. Акустика, фина атмосфера, шестоалбумна основа на нешто. Супер. Фала ви многу.